мојата колешка Искра, го пречека и му кажа добре дојде на нашиот прв гостин, Ерхан Шукри, професор по виолина и диригент, а ќе зборуваме за пролетниот концерт на Мандолинскиот оркестар Скопје. Искра, добро утро и добро утро за нашиот гостин, кој секогаш внесува една убава и позитивна енергија. Да. Но тоа е од неговото семејство, тие сите се такви. Да. Добро утро, Слободанка, добро утро до гледачите, добро утро Ерхан. Со огромно задоволство си ми ова утро овде, затоа што ние многу не ги милуваме понеделниците и ни требаат такви некои личности како што спомена Слободанка за да ја започнеме неделава. Тоа не е само нејзино мислење и моје мислење на сите, ти се едноставно од оние луѓе кои што кога ќе влезат во просторијата ја осветлуваат. Така што, а знам дека си скромен и дека не сакаш многу комплименти. Така што, освен што си импресивен како музичар, сите оние што те познаваат да велат дека си импресивен како личност, затоа би започнала малку со твојот приватен живот. Да ја откриеме тајната на оваа твоја среќа што зрачи извира од тебе. Прочитав некаде, еве да речеме да почнеме од одсекот на евието. Како го започнуваш денот? За разлика од другите гости на кои што им е тешко да дојдат во утринска рано, ти си го почнувал утрото уште во 6 часот без разлика дали имаш обврски или не. Зошто? Најпрво добро утро, ајде, многу благодарам. Не ти дадовме добро утро да кажеш, да. Да ве поздравам и многу ми е драго што сум кај вас. Навистина некако е многу лежерно и пријатно чувството да се гостува кај вас. И некако секој пат и порано кога сум доаѓал и мислам дека и подолго време немам дојдено кај вас. И така да навистина се чувствувам многу поопуштено и баш да речеме кој да сме отишли на кафе некаде во град да се најдеме да поразговараме. Да, со тоа што не пиеш кафе и затоа ќе зборуваме понатаму, добро. Повеќе како изговор нели кафе. Да, па значи јас сум ранобудник. Тоа дефинитивно, веројатно таков само од себе? Да, само од себе, значи се памтам од дете, нели обично кога требаше во 7:30 да сме во школа, јас веќе 6:30 готово спремен за да одам во школа. Веројатно таква ми е природата, таков ми е организмот, каде што се будам рано без разлика кога и да легнам. Навистина се будам рано и тоа ми причинува задоволство и некако ми буди таа енергија, нели што би рекле источниците чи енергијата наутро и да, обично, нели, после нормалните ритуали што сите ги правиме наутро. Ама ти имаш посебен ритуал, колку што знам, а тоа е медитација, така? Ништо посебно, да речем ништо посебно, значи сам со себе или да, ете, милувам да правам некои одредени вежби, каде што, пред се трудам да се грижам за собственото здравје, и ми пријат. Таков сум бил од време, мислам, ме интересирало да нешто да вложувам во себе, така да и утрото го користам за такви работи. Може би велиш ништо посебно медитацијата, но предпоставам дека тоа се моменти кои што си се исклучуваш од светот и си ги посветуваш само на себе, така? Па да, морам да признам дека како оди времето некако на животната инка се шири се повеќе на динамика на работи што се случуваат, врските се расплинуваме. Многу, да. И себе си признавам дека многу малку веќе со Ерхан сум. И така да овие се тие мигови кога сум со Ерхан, а искрено веќе сега се трудам и можеби во текот на денот ако имам и 5 минути пак повторно да се вратам. Дали со созревањето, со животот сваќаме дека вака се трошиме надвор, некако си роб или не знам како да го наречам тоа, на сето она што треба да го правиш вон себе, некако вложуваш надвор. А некако веќе како проаѓа време, имам потреба се повеќе на влогот да го имаш во себе. Роб или робот? Така и некако и роботчиња стануваме по некоја шема. Зошто си скаран со кафето? Па, значи, да, морам да ја спомнам на моја драга тетка, кога и додев кај незе на гости, ти само што си отворил врат, нели, динг-донг, и веќе внучко, кафето те чека. И јас ајде од татор да не ја одбијам, ама мене ми сметаше кафето, гледа, пошто некако така... Си се предозирал? Па не, ми сметаше некако, самиот организам веројатно не го прима као кафе и затоа и прекинав да го пијам, зборам ова пред многу години, а милувам чајот са бајле да го испијам и се е нормално, тука се различни комбинации, дали лимон, дали ке е со ѓумбир, дали тука ке е куркума, така да милувам са бајле да се напијам таков напиток. А кафето реално да, некако некои луѓе нормално им потреба кафе за добро утро. Мене не. Некако уште кога ќе се разбудам, мозокот ми е таков 500 на сат, веднаш се вклучува, еве нели после утринската таа медитација, некои одредени вежби и веднаш влегувам што се вели во
во програма, во таа програма што ми следи во текот на денот. Друга твоја голема страст покрај музиката, мислам, добро, таа си е апсолутно на прво место. Друга твоја страст била да испитуваш непознати земји, далечни дестинации, да го шеташ, да патуваш по светот. Кои ти се вака дестинации кои што најмногу ти оставиле впечаток? Што нема да ги заборавиш? Да, среќа, мислам, не знам, фала му на Бога што ете се наредиле коцките или колку по наследство или сум се определил со оваа професија занимавам, значи музиката како нели како пат во мојот живот, која не познава граници. И таа ми овозможила да повеќе патувам. Па морам да признам дека истокот повеќе ме влечел и некако се наредиле коцките да патувам таму, ете, Јапонија, Малезија, Кореја, 5 пати во Индија сум бил. Така да, тој исток од време ме привлекувал уште како дете, тој начин на живот, таа филозофија, после спиритуалноста, духовноста. Да, Западот е можеби поорганизиран, подисциплиниран, ама некако повеќе себе си се пронаѓал према истокот, така да секое патување, секоја земја си нудила свое. И бев фасциниран од Јапонија кога видов дека како функционира, например, транспортот. Ние сите го зборуваме во Јапонија, практично тоа го видов и бев водушевен. Кореја по нивната таа некоја една широка, една прекрасна традиција на дисциплина на почитување. Во партнерството посебно ми се допадна тоа, бидејќи мислам дека ние одамна ги имаме изгубени ова почитувањата и вредностите во партнерството, зборам на вистина. И тоа ме водушеви во Кореја. Малезија е една земја која што тоа бе фасциниран од една обична џунгла на плајале, на вистина прекрасна земја. Индија сосема па различно нешто, да, го имав моментот да го видам баш она најсиромашниот, да не употребам збор, бедниот момент на функционирање, значи на тоа, а од друга страна колку и да се сиромашни да немаат или хендикапот што го носат одредени луѓе, па бе водушевен од нивната насмевка, од нивната топлина, колку и да е, и мислам дека тогаш сватив дека ние малку сме јаздисани. Да. Да, на некој начин, да. Сега нормално и Европа сум имал прилика да ја прошетам, сепак да кажам колевката на целата планета е Европа, да не се лажеме, од Европа потекнуваат многу нешта. Така да секоја земја... оваа цивилизација си има своји вредности кои што се за нас можеби несватливи, но еден ден ќе разбереме, така некако му да. Се надевам. Ерхан, ти си еден од оние ретки луѓе кои што ја имаат таа среќа да го работат она што го сакаат и на тој начин всушност не работите ниту еден ден во вашиот живот, така? Не го чувствувате тоа како работа? Па мене секој ден ми е работен, така да некој ќе речат нели викенд или ќе кажат ама ти не си отишол негде на викенд. Мене и сабота, недела ми е ко работен ден. Да, се случува па некој пат работните денови условно нели, вторник, среда, четврток, да ми е некој слободен ден. Но добро, со оглед на тоа дека работам како твојата матична куќа или Николовски Луј. Како е да се работи со деца, со подмладокот, со талентирани музичари, идните музичари кои што ќе ја носат македонската сцена? Секојдневно. Секој се може насмеам на свој рачун. Ја како овен, нели, хороскопски знам што викаат вечите деца, вечите пионери, секој пат онака. Веројатно тој детски дух што го имам, ете и се наредиле коцките да работам со деца. Конкретно и во Луи, а и да кажам еви мандолинскиот оркестар каде што реално претежно се млади. Мислам дека е голем благослов да работиш со деца. Нема почиста енергија со нив кога ќе дојдат и после многу години сватив дека тие деца мене ме трансформирале и многу сум научил од децата, самата работа. Да, обично вели учителот ги учиме, но не некако после години сватив дека јас многу од тие деца сум научил. Но сепак ти на нив им го придаваш целото твое знаење, колку што разбрав, во сите возможни прилики на твоите концерти им даваш шанса. Се обидуваш да ги вклучиш, да застанат на сцена, да го почувствуваат тоа, така? Било тоа така и ќе остане така, да. Предизвика нормално сме имали гости, истакнати уметници и така натаму. Било дали ќе се тоа вокални или инструментални солисти. Сепак најповеќе милувам и ми е драго кога децата ќе настапат на сцена,
кога ќе видиш уште од малечки дека имаат можност да ги пласираш и посебно се трудам некако да го спојам работата во музичкото каде што ете ќе се јави некој талентирано дете, да успеам да ги поврзам заедно со некој од оркестрите, дали тука ќе е гудачкиот камерен оркестар Арко или ќе е мандолинскиот оркестар, и таа спојка некако на и поддршка пред се на младите уште од мала возраст многу повеќе ми значи, затоа што јас кога изучував инструменти, кога бев во тие години, можеби уште кога не знаев дека ќе се ориентирам професионално, ми фалила таа поддршка, без разлика што и татко ми е музичар, добро, покасни години и сестра ми доаѓа како музичар. Едноставно не сум имал таа поддршка и веќе на 15-16 година сватив дека веќе доцнам на тој план. Веќе доцнам. И затоа се сакам на младите да им дам уште од мала возраст поголема поддршка. Но колку што разбрав, твојот прв допир со инструмент бил на 4 години, така? Тоа бил инструментот на татко ти? Контрабас, така ако не сум грешка, и буквално си го сечел инструментот. Веројатно душата си му ја извади. Спомнав дека уствари ми беше интересен, нормално тука он свиреше на контрабасот, вежбаше уствари во тоа време, он и концертираше, јас кога сум имал 4 години и нормално нема да ја заборавам никој пат таа случка кога он во една прилика вежбаше и беше фокусиран на некој концерт, јас го фатив гудалото од другата страна и почнавме да свириме заедно и мислев дека ќе го пресечеме контрабасот, ама не се случи тоа. А сега именно со тој контрабас, бидејќи ми носи спомени и емоции, реално му го конфискував и си го земав за себе. Подоцна доаѓаш во допир со виолината, од која возраст? На 9 годишна возраст почнувам да свирам виолина. Да, во тоа време, сега нели 9-летка, во тоа време беше 6 годишно основното музичко образование, така да почнувам виолина да свирам на 9 годишна возраст. И да, тоа се првите почетоци. Нормално тогаш си дете, се уште не знаеш, одиш така, дали ќе продолжиш, нема да. Искрено посакував пијано во музичко да се запишам. И татко ми беше во еден разговор, па знаеш како сине, вика, ти пијаното, тоа е големо, и како ќе го носиш, вика, виолината, и така некако мислам од практични причини. И така испадна да виолина и реално не желам, бидејќи виолината ми даде многу еден широк диапазон и можност за да да се развивам како виолинист, а покрај виолината да ги запознам и другите гудачки инструменти, другите жичани инструменти. И гитара. Гитара, односно, мислам дека е полесно да не набројуваме што се свириш, може подобро да кажеме што не свириш. Дувачките инструменти не ми се во мој фак, хајде вака кажам, и ударните инструменти, жичаните инструменти да. И што ете виолината во покасни години сепак како инструменталист ми даде одлична можност и 14 години во опера да поминам хонорарно, така да бенефитот го гледам на вистина од таа временска дистанца многу голем. Ерхан, сепак да преминеме на главниот повод поради кој што си овде ова утро, ја спомене мандолината. Станува збор за концерт со мандолинскиот оркестар Скопје. Да ги слушнеме сите податоци. Кога, како, каде? Знаеме само дека е пролетен концерт. Да, сакам да пред да го најавиме концертот и да кажеме за концертот кој ќе се одржи на 16.4, тоа е сега оваа среда, односно нели задутре доаѓа. Сакам да споменам дека многу ми е драго, овој наш мандолински оркестар Скопје постои 24 години, в година ќе правиме 25 годишен јубилеј. И после подолго време, после пандемијата, успеавме нови 27 членови да имаме, значи подмладок пак вложуваме во младите, значи не се важни, и веќе овој оркестар расте, и така да еве успеваме веќе се оваа година како што расте оркестарот, одлучивме да имаме два концерти. Овој пролетниот што ќе го одржиме и на есен годишниот концерт што е традиционален веќе 24 години. И така да се одлучивме за овој пролетен концерт, каде што за прв пат новите членови ќе се запознаат со оперски ари. Значи ќе имаат можност да придржуваат оперски солисти. Значи, концертот го одржуваме во Музеот на македонска борба со почетокот во 20 часот и ќе настапат мои драги колеги, истакнати оперски пејачи, Александра Коцевска, мецосопран која предава заедно со мене во музичкото училиште, ќе настапи Горан Начевски баритон кој предава на Факултетот за музичка уметност и Михајло Арсенски тенор кој живее и работи во Германија. Така да мислам дека една различна програма ќе понудиме на обострано задоволство и во функција на оркестерот, а се разбира и за публиката која ќе одлучи да дојде. Сега една мала нотка,
што да, животот продолжува понатаму, но не треба да забораваме, затоа и овој наш концерт го посветуваме на наше кочани. За жал, нели, сите не погоди како трагедија. Така да сите што ќе дојдат со еден доброволен прифус, со една мала донација од 200 динари која ќе ја собираме во кутија, верувам дека сите ќе не поддржат во таа наша иницијатива. И знаете сега како цела Македонија собираше донација. Можеби тие средства ќе се потребни, но мислам дека се уште на нашите сограѓани ќе им треба таа морална и психолошка поддршка. Така да можеби тоа е најважниот момент од самиот концерт што ќе го држиме. Да, не само тоа, мислам дека најбоље да завршиме со една твоја мисла, тоа е дека музиката ја буди хуманоста во нас, така? Да. Ерхан, многу ти благодарам, посакувам убав, незаборавен концерт, да подсетиме среда, 20 часот, Музеот на македонската борба, така? Да, повелете, драго ќе ми биде да се видиме, а нека повелат и гледачите кои ја гледаат утринскава програма. Да повелат да уживаат. Да. Така, да. Ти благодарам многу. Благодарам и вам. Прекрасно. Јас исто така благодарам. Колку сме разговорливи вака од раните утрински часови, секоја чест, да. Но тоа е кога сме ранобудници и секако јас ќе упатам еден специјален поздрав, може ли, до вашето семејство. Благодарам. Да сте живи здрави и убаво што најавивме еден ваков пролетен концерт на Мандолинскиот оркестар Скопје, затоа што мандолината исто така си има свој специфичен и многу посебен звук.